Вече доста почекаме. Айде най-първи да я поздравим химната на Република Македония. Добър ден. Не слушате, не? Аз ке сборам за си. Добър ден. Добър ден, Адриан. Ме слушате? Айде, сбори. Добър ден. Јас сум Славица Цветкова од Кочани. Денеска сум тука со вас да ја промовираме монографијата Јовановска мала во селото Чипала. Како што гледате, сега сум во улогата и на водител на настанот, што би рекле посовремените модератор на настанот, но и ваша гостинка. Гостинка, барем така јас се чувствувам на сите Јовановци и се радувам што сте тука. Дојде ми од сите краишта, дојде ни во толкав број. Се разбира, тука се и моите гости од Кочани, но за тоа потоа ќе ги поздрави друг човек. Пред да поминеме на промоцијата на монографијата, го поканувам Ратко Димитровски, еден од поглавните виновници за создавањето на оваа монографија, да ве поздрави. Поведете. Почитувана авторке, почитувани моја сестра, мои браќа, почитувани братучеди, најпочитуван највозрастниот Вујко, дека е, каде е? Вујко Станков. Значи највозрастниот од Јовановци
почитувани гости од широм Македонија што сте дојдени тука. Посебно чест, посебно задоволство ми е што сме у така голем број соберени тука, да можеме да одбележиме еден настан, да одбележиме едно дело, во кое дело е прикажано она што се случувало на оваа територија. Заради тоа што сето тоа што е запишано тука се случувало и ќе остане запишано и понатаму во историјата, односно во продолжението на живењето на најмалите, односно на нашите следбеници. Сето она што не е напишано останува на другите да го продолжат да го пишуваат, да го дополнат, да го прошират или евентуално ако има некои погрешки тука да ги исправат тие погрешки. Посебно ми е задоволство, чувствувам возбуда кај мене заради тоа што така голем број сме соберени тука и сите сме соберени за едно такво убаво дело да го прогласиме, односно да излезе на виделина на светлото на ден. Благодарност посебно до авторката, благодарност до рецензентите професорот Крум и професорката Миријана Нинчовска, која што за жал не можеше да присуствува и ве поздравува сите. И благодарност до другите кои што од тука ги даваа материјалите и учествуваа во креирањето на ова дело кое што реков ќе остане забележено како дел од живењето на Јовановци. Благодарам уште еднаш. Во воведот ќе прочитате за идејата кога се родило создавањето на монографијата, а како подсетување на тие настани, ја поканувам Билјана Стојменовска да прочита една песна, прочитана на Јовановските средби во 1988 година. Благодарам, Билјана. Благодарам, Славица. Очипалчанка. Таму кај што дедо приказни раскажува, а баба внуците своји ги разгалува. Таму кај што луѓето имаат очи ко кладенец бистри, а срцата и душите им се добронамерни, чисти. Таму домот уште взори на свежо лепче замирисува, а на милите гости стара џамковица се послужува. Колку многу посакувам на Јовановски средби да идам. Таму под старите црници сите заедно да ве видам. И како што времето поминува, желбата моја не стимнува. Душата ми ја распарчува, се поголема станува. Носталгијата е синџир затворен што те врзува, за да не заборавиш кој си, да не изумиш од кај си. А јас сум од мала Јовановска, горда очипалчанка. Како што реков, песната била прочитана на Јовановските средби, а автор е Сања Трајанова Царич, правнука на Ѓорги Петровски. Ти испрати ми и на неа и фотографија и почитувани? Ајде ке ве молам. Почитувани, како што рече Радко Димитровски, монографијата има двајца рецензенти. Професорката е отсутна, но останува да се сретнете по некоја друга прилика, затоа што таа сака да ве запознае и во живо, затоа што добро ве запозна преку монографијата. За среќа, тука со нас е рецензентот Крум Николовски, кој од вашите краишта вие го познавате, и јас ќе го замолам сега да ја прочита неговата рецензија. Повелете. Добар ден на сите. Јас ќе седам неки да станам, така ми е посигурно. Авторката ме подпишала како писател, не сум писател, иако имам објавено една збирка хуморески и две имам во ракопис, номографија за Косово Дави, инаку познат сум како Круме Шопот, инаку Крум Николовски. Реков, не сум писател, дипломиран хемиски инженер сум и дипломиран професор по хемија. Меѓутоа почнав да пишам во мои 22 години и од 1974 и сум писател. Да не должиме, да се случува забор. Славица Цветкова не е непознато име во македонското литературно творештво. Таа е публицист, поет, прозаист, драмски писател, новинар.
едноставно универзален литературен творец. Монографијата Јовановска мала во село Чипала е нејзина јубилејна 10-та литературна рожба. За авторката кажуваат нејзините дела. Драг читателу, ова е многу нешто посебно интересно дело од родот монографии. Се чита од еден здив од првата до последната страница. Сум прочитал многу монографии, но ова е нешто посебно во две работи. Прво, на врвот е поставена Јовановска мала, она и така е на врвот на Чипала, мислам биографски, па и интелектуално и во сите погледи. И е представена како репрезент на селото. Листата го носи белегот на Чипала, често засинувајќи го неговото име. Второ, текстот е успешен спој меѓу раскажувачки шмек и безбројните фактографски податоци. Посебноста на делото е во неверојатно направениот уметнички верс со безбројните суопарни податоци кои се невиновни за една монографија. На почетокот на рукописот самата авторка вели: „Ја понесе нивната љубов до крајот и мојата желба да го запознам овој крај." Овие зборови ја потврдуваат максимата дека за љубовта и желбата не постојат препреки. Мене пак, а верувам и на тебе, драг читателу, не ме остави равнодушен прекрасниот литературен бисер, сместен меѓу првата и последната страница. Авторката потрошила драгоцено време и труд и во најситни детали го овековечила сите сегменти на некогашното битисување на овие луѓе. Самата монографија е спој на 3 дела. Тоа се лична карта на селото Чипала, Јовановска мала, локација, карактеристики и генеалошко стебло на Јовановци. Авторката длабоко нурнала во историјата на ова село, никнато на распаќе. До детали го опишува животот на луѓето, препун со радости и таги. За успешен спој на настаните, во вековен распон потребна е посебна дарба. Несомнено Славица Цветкова ја има ваквата дарба. Користи најразлични податоци од архивски фондови, публикации, весници, списанија, кажување на потомците на некогашните жители. Голем простор во монографијата е даден на административната припадност на селото низ вековите. Преку ова се осликуваат маките, страдањата и убавите нешта на очипалци. Во дело стопанство во детали опишан трудот на луѓето, бројните даноци и уграбувања низ 20 вековниот период. Во поглед на демографските карактеристики, прецизно се дадени бројот на семејствата, жители, имиња, верски обичаи. Прецизно по години се наведени доселувањата од соседните села во период од крајот на 19 и првите 2 децени од 20 век. Авторката се осврнува и на најзначениот дел од животот на очипалци, образованието. Наведено е до ситни детали како се одвивало школството, бројот на ученици, имиња на учителите. Во вториот дел од монографијата е опишана Јовановска мала со генеалошко стебло на нејзините жители, почнувајќи од носителот Јован, кој бил син на Ефтим и Фетка и внук на Фидан, нивното секојдневие празнување и народни верувања. Во третиот дел е дадено комплетно генеалошко стебло на родот Јовановци. Монографскиот ракопис Јовановска мала во селото Чипала од Славица Цветкова е одличен спој меѓу литературна творба и научен труд. Славица Цветкова направила најсликовит композит помеѓу овие два сегменти. Кога читателот ја земе книгата во рака, нема застанување. Во еден див се чита до самиот крај. Ако веќе се стигне до него, во мислите останува горчината, зошто нема напишано барем уште малку. Респект за одлично случените зборови, течни како бистар поток. Разбирливи за секој читател, на авторката и посакувам уште многу вакви литературни рожби. Делчево од 9 април 2021 година, Клуб Николовски, ама не писател. Има на това место. Има се Благодарам на колегата Крум за убавата рецензија. Почитувани, среќна сум што сум денес со вас и
Го поздравувам и председателот на општината Делчево, градоначалникот на општината Делчево, ја уште по-старо, бидејќи имам многу години, што не почести со неговото присуство. Кога ќе отворите монографијата, ќе видите кој се во неја замешал прст. На првата страница ќе го видите името на Марија Соколова, односно доктор Марија Соколова. Тоа е моја драга колешка, лекторка е на монографијата. И јас по оваа пригода сакам јавно да се заблагодарам што покрај сите опврски најде време неколку пати да го прочита ракописот и да го направи онака како што треба да биде и што не почисти денеска со своето семејство на промоцијата. Значи ги поздравувам сите. Беше мене голема чест да го рекламирам ова дело. Сакам да искам голема побода до авторката која што така умешно, со труд, со знаење, значи успеала сите информации до кои што дошла да ги преточи во ваква убава книга. Монографијата е печатена во печатницата Европа 92. Дизајнер е подпишан Сашо Зашов. Меѓутоа морам да ви кажам дека за сето време додека се подготвуваше книгата, Радко го надградуваше секој чекот на создавањето на монографијата и голема благодарност за дизајнот што е на книгата и за фотографиите обезбедени во неа. Сакам да се заблагодарам на собствениците на печатницата Европа 92, од кои поради оправдани причини некои не се тука, меѓутоа имаа можност да ја видат монографијата и морам да ви ги пренесам и нивните поздрави. Посебно сакам да се заблагодарам на Љупчо Петровски, Љупчо Мирко Петровски. Посебно Љупчо Мирко Петровски. Затоа што вие подпочени што се ме знаете каква напаст сум, тој не ме познаваше, ама успеа да ме издржи за сето време, бидејќи не бирав по која време од денот ќе му се јавам, за да ми обезбеди некоја фотографија, да ми провери некоја информација и ако мерел колку километри поминал, сигурно како да отишол пеш од тука до Штип. Најмалку. Значи, благодарам Љупчо, благодарам и на другиот Љупчо. Благодарам и на другиот Љупчо, затоа што преку Фејсбук не гледавме која време е во денот, се слушавме. Значи, ви благодарам на сите што ги извадивте фотографиите од вашите албуми, што направивте нови фотографии и посебно на Љупчо, има повеќе Љупчовци, Стојменовски, за прекрасно изработеното генеалошко стебло. Мислам дека тоа е највредниот дел што се содржи во монографијата. Така, вашите потомци ќе знаат каде им се корените. И сега јавна благодарност и до мојот сопруг Драган, кој е денеска тука со нас, што ме истрпе за сето време, што... Тој при пишувањето на моите монографии беше научен да ме гледа во почанство, а сега ги поминав границите на две општини. Значи дојдов и во Делчевство. Ама што ќе правиш? Што да му правам? Или што би рекле повозрастните од мене, на късмет сум му. На крајот би сакала да ви кажам дека сите ќе добиете примерок од монографијата. Ако сакате мој подпис, тука сум да ви ја подпишам. Ако имате нешто вие да кажете, повелете. Тука сум и за критики. Ако има големи грешки, значи грешките не барајте ги, тие ќе ве најдат. Ако има големи грешки, ќе
ќе најдеме начин да ги исправиме и однапред ви се извинувам. Ако е направено нешто погрешно, тоа не е направено од нив, туку од мене, од незнаење. Нема да зборувам повеќе, јас, отиако продолжам, ќе зборувам до утре. Ви давам збор на вас, повелете, ако сакате нешто да кажете. Добро, да се благодариме на Славица Суганапулос. Јас ќе ги пропонирам, ако сака да кажам некој збор, највозрастниот нашиот Јованов, или имате тем, кој што учествуваш ништо в книга. Ако сака, јас спремен да микрофонот да имам таму. Не, седи. Мога да ви се заблагодарам на сите што сте дојдени и што сте организирали овој скуп, да се упознаеме, да знаеме колку сме Јовановци. И Јовановци постојат, Војко ми, Јован, Ристо и Гове. Сите има по своји фамилии кои постојат. Вуко ми Јован е имал 3 сина и 3 ќерки. Фамилиите, ако треба да кажувам сите... Не, има ги на стеблото ги. Има ги на стеблото и цртани. Војко ми Ристо е имал 3 ќерки. Јован исто е имал 3 ќерки и он. Мојата мајка 3 ќерки, јас сам природен 4, машко. Тетка ми Фима имала исто 3 ќерки. Тетка ми Роса имала 3 сина. Да заблагодариме, ако Не слушам. Да продумаш. Дали ќе кажеш два збора? Не слушам. Кажи. Најпрво благодарам на организаторот. Изненаден сум од природата и од објектите, односно инфраструктурата што е направена. Благодарение на ентузијазмот на Дамјан. Иначе што донесува до фамилијарниот поред. Вие 4 браќа и 4 сестри. Чичко ми Станко напомна. Најстари бил дедо Ѓорги, дедо Јован, дедо Ѓорги, дедо Ристо и мојот дедо Восе. А сестри биде по возрастни ги, значи вака. Баба Елена, баба Фима, баба Роса и баба Мара. После се ствара фамилијарно средно. Сите има фамилии, потомци, синови, внуци, парабици. Што е уобичаено кај нас? Сите не се познаваме меѓу себе. Сега беше таа прилика одреден број да се видат, да се запознаат кои се, што се отворено за кој. Што да кажем тука останува да живее само мојот брат тука. И госпожата, другите се се изчекали по градот. Благодарам на вниманието, благодарам да бъдем много поздрав. Да заблагодариме, да не заборавиме да заблагодариме на организаторот на
Сашко и неговата фамилија, заради тоа што он е најзаслужен за сето ова што е организирано. Сашко! Сашко, можеме ли да почнеме со последната точка? Вие сте повеќе, ќе дојдете на шанко за пиење кој што сакате, пошто ние сме помалку да служиме, сами може да се послужите, повелете, нека ние да сабија што да ви кажем. И сега да се видуваме Како ти гледа ти со врску Многу сте ценени што